Почитувани гледачи, добра вечер. Ве поздравуваме во ова денешно издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе бидеме заедно 45 минути, ќе дознаете нешто повеќе за онаа тема за која што ќе говориме денес овде во студиото. Ќе ви информираме, а секако, бидејќи сме и контактна, отворена емисија, се надевам дека сите оние кои што ќе не следат, а ќе се пронедат во денешната тема, ќе може да искомуницираат со нас, да постават некои прашања. Мојот денешен гостин, односно денешниот доктор, кој што е задолжен за денешната тема, ќе се обиде да им даде некои насоки и совети. Значи, месецот ноември е месец во кој што се одбележува машкото здравје, односно посветен е на машкото здравје и зголемување на свесноста кај посилниот пол, малку повеќе да се погрижи за нивното здравје, односно за своето здравје, да некако да делуваме, уште повеќе да се дигне свесноста со овие емисии, се со цел нели да немаат некои здравствени проблеми кои што ќе може нели понатаму да им представуваат проблем во животот. Одлучивме денеска да говориме токму за машкото здравје. Денешен мој соговорник кој што е одговорен за оваа тема е доктор Александар Митов, кој што е магистар по здравствена екологија и влијанија на животната средина врз здравјето. Значи, ќе го поздравам и ќе му посакам добре дојде. Веќе сте втор пат во емисијата Ваш термин и многу ми е драго. Ви благодарам, добро ве најдов. Така. Значи, одлучивме да говориме за машкото здравје, бидејќи, како што кажав, месецот ноември или така наречено моември, нели, е месец во кој што се одбележува машкото здравје. Пред да започнеме, бидејќи решивме повеќе да посветиме внимание на простатата, нели, кое што е најчесто заболување кај мажите, представува најчест проблем, дури предизвикува нели посериозни проблеми и последици во здравјето, кај мажите. Меѓутоа, пред да започнеме да говориме за простатата, би сакала први на почеток да ни кажете кои се најчестите проблеми кај мажите во однос на здравјето. Не случајно е посветен цел месец на машкото здравје, бидејќи тоа е една многу важна јавноздравствена тема, на која што треба да се зборува од аспекти, можеби пред се на јавното здравје, со цел да се покрене свеста и граѓаните полесно да ги препознаат одредени состојби, во смисол на симптоми, или пак да соберат храброст почесто да отидат на лекар и да проверат дали нешто е во ред и да ги прават редовните контроли. Затоа, нели, за одредени болести има посветено еден ден, некогаш и недела, но за машкото здравје во повеќе земји во светот се посветува цел еден месец, и тоа е месецот ноември. И јас зборувам пред се од аспект на јавноздравствени аспекти, нели, како магистар по јавно здравје, значи тие пораки кои што се општи, кои што треба да стасаат до граѓаните, но од друга страна и од аспект на влијанието на животниот стил, за како исхраната, физичката активност, начинот на живот воопшто придонесува за целокупното одржување на машкото здравје. Конкретно, ако зборуваме за машкото здравје по години, од прилика, можеме да речеме дека втората и третата деценија се децениите, нели, кога повеќето мажи немаат проблем со здравјето. Меѓутоа, тука се повеќе се зборува на светско ниво за машкиот стерилитет или за неплодноста кај мажите, и за жал има еден загрижувачки тренд кој што е присутен во многу европски земји, па очекувам и кај нас. Тоа е тој период кога машкиот стерилитет, да речеме, е најчестиот проблем. Потоа проблемот во 40-тите, во 50-тите години од животот на мажите, тука кардиоваскуларните болести веќе доаѓаат на површина, особено ако е присутен метаболичкиот синдром или зголемување на телесната тежина, особено сконцентрирана околу стомакот, тоа има посебно значење во медицината. И веќе 60-тите, 70-тите години е периодот кога, како што спомнавме, ракот на простата, кој што е најчест вид на рак кај мажи, кога тој се почесто е застапен. Но како и да е, за кој период и да зборуваме, важно е да нагласиме дека постои силна потреба да се зголеми осетливоста на мажите за своето здравје, вклучително во многу земји, вклучително и кај нас, во нашата култура, бидејќи на тој начин не е слабост, треба да се прошири тоа, дека не е слабост ако човек има проблем здравствен, не е срам, едноставно, тоа е состојба која што треба да се третира, каква и да е. Дали зборуваме за обично нарушување на липидниот статус, кој што е, нели, не толку опасно, да речеме, ако се фати на време, дали зборуваме за посериозни состојби,
Секако ставот треба да биде не став на порекнување и на неприфаќање, туку треба да биде став на соочување со состојбите и на нивно активно решавање. Токму тоа е една од главните аспекти на јавното здравје, или уште се нарекува здравствена промоција на здравјето. Кога на граѓаните, дали на овој начин, или на било кои други медиуми, било кои други начини, сега интернетот е особено популарен и Фејсбук, да им се донесат до нив тие основни пораки. Ние сега нема да зборуваме за хируршки зафати, за пристапи, за патоанатомски разлики, нема да зборуваме за разлики во цитопатологијата или било какви други детали медицински. Но ќе зборуваме за основните симптоми кои што секој лекар ги знае, секој матичен лекар ги знае, но јавноста не ги знае доволно. И важно е тие пораки во еден ваков месец, ноември, зборувајќи, да ги пренесеме. Ајде пред да започнеме да говориме за простатата, тука би побарала од режија да го пуштат прилогот кој што е подготвен токму за оваа тема, па некако да ни даде и еден вовед во разговорот кој што ќе го водиме. Простатата е дел од репродуктивниот систем на мажот. Ако во младоста и во зрелото доба, таа е дел од сексуалноста на мажот. Во поодминатите години на животот, таа станува неодменлив здравствен проблем безмалку на секој маж. Токму поради ова, грижата на мажот за оваа мала жлезда во форма на костен, сместена под мочниот меур, чија улога е да лачи бистар сок, кој е дел од семената течност при ејакулацијата, е оправдана. Зголемена простата е состојба што е поврзана со старењето на мажот. Причините за оваа состојба, која уште се нарекува и бенигна хиперплазија, не се докрај разјаснети и покрај познатиот ефект на машкиот полов хормон, тестостеронот на простатата. Но со сигурност се знае дека не представува канцер и не доведува до канцер. Повеќе од пола од мажите над 60 годишна возраст се соочуваат со овој проблем. Вообичаен симптом на зголемена простата е проблем со уринирањето. Мажите кои го имаат овој проблем имаат зачестено мокрење неколку пати во текот на ноќта. Ова е последица на тоа што зголемената простата притиска на мочниот канал кој поминува низ неа. Како резултат на ова, мочниот меур ги засилува контракциите за да ја исфрли урината, дури и во моменти кога во него има малку урина. Други проблеми кои се јавуваат како последица на зголемена простата се: кога уринирате може да ви треба повеќе време додека да почнете со празнењето. Односно, првиот млаз урина доаѓа со задоцнување. Млазот може да биде послаб од вообичаено. На крајот, иако знаете дека сте завршиле со празнење, можно е да имате чувство дека ви останала одредена количина урина во мочниот меур. Со текот на времето, зголемената простата може да доведе до неможност за мокрење. Оваа состојба е резултат на комплетно блокирање на уретрата од страна на зголемената простата или пак воспалување на мочниот меур и сериозно може да ги оштети бубреците. Како што стареат, мажите се повеќе се подложни на ова заболување. Простатата постојано расте во текот на целиот живот на мажот и не покажува никакви симптоми до 40-та година. Кај 90% од машката популација, првите симптоми на зголемена простата се појавуваат по 40-та година. Причините не се познати. Се претпоставува дека хормони како што се тестостеронот, дихидратестостеронот и естрогенот можат да играат голема улога. Еве сме повторно во студиото, значи од прилогот можевте да забележите и да слушнете нешто повеќе за темата, за простатата како орган, повеќе информации, меѓутоа за заболувањата и на простатата, односно еве поконкретно за канцерот на простатата, ќе говориме денеска со доктор Александар Митов, кој што е магистар по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравјето на нас луѓето. Значи, за оние кои што подоцна се вклучија,
Тоа е мојот денешен гостин, темата е таа и се надевам дека еве од посилниот ползнаци, бидејќи посветена е за машкото здравје, оние кои што имаат вакви проблеми можат секако да се приклучат во нашиот разговор и да се јават на нашите познати телефони. Доктор Митов, кажавме, ноември е месец посветен на машкото здравје. Кажавме ќе говориме за простатата. Конкретно за ракот на простатата. Пред да проговориме за ракот на простатата, кои се други заболувања ги има на простатата, освен канцер? Така. Во главно зборуваме за две групи. Секако може да настане и воспаление, тоа е едната димензија, но зборуваме за бенигна или за малигна хиперплазија. Тоа се тие вториот момент на прашање за кој што зборуваме. Бенигната хиперплазија има таа карактеристика дека нема склоност за метастазирање, или не зборуваме тука за рак, но малигната хиперплазија е таа која што веќе не упатува во правец на рак на простатата или карцином на простатата. И за жал тоа е всушност најчестиот вид на малигнитет кај мажите. Можеме сега да навлеземе и во деталите малку за ракот на простата. Колку често е застапен? Да, тоа е најзастапениот од сите. Значи доволно е самото тоа да го говориме за машкиот. За кај машкиот пол се разбира. Интересно е тоа дека, јас секогаш ги анализирам прашањата од призмата на влијанието на животниот стил, исхраната и физичката активност. Интересно е тоа што во различни популации, велиме медицински, во различни етнички групи, најдено е дека постои повисока медицински кажано инциденца или повеќе е застапен кај одредени групи наспроти други. Така, например, ако ги компарираме афроамериканците, црнците во Америка, наспроти населението во Јапонија, тие имаат до 30 пати повеќе мажите, до 30 пати повеќе рак на простата, што е дискрепанца многу голема, многу значајна, но од друга страна пак ако ги компарираме ако ги споредиме со кинезите, тогаш ќе видиме и до 120 пати поголема застапеност на ракот на простатата. И следното логично прашање е зошто? Зошто се случуваат толку големи разлики помеѓу различни етнички групи? Првото нешто кое што си го поставиле научниците како прашање е дали тоа се должи на генетиката. Дали постојат генетски разлики кои што може да објаснат една толкава разлика, меѓутоа се испоставило дека генетските разлики не се до толку големи за да објаснат една разлика од 120 пати, например. И друго нешто, всушност, до кое што дошле до заклучок е тоа дека станува збор за силното влијание на начинот на кој што тие различни култури, различни етнички заедници, на начинот на кој што го живеат животот, на храната која што ја јадат, на колку се физички активни, или отишле и чекор понатаму и лоцирале две, да речеме, групи на соединенија или два вида на храна кои што има силно влијание. Тоа што кинезите имаат толку малку рак на простата се претпоставува дека се должи на изофлавоните присутни во сојата. Знаеме дека сојата таму е традиционална исхрана, тоа е општество кое што користи соја на дневна основа и кај нив се смета дека благодарение на нејзиното влијание има толку ниска стапка на рак на простата, но од друга страна пак постои една друга група која што е блиска, да речеме, до нас повеќе, тоа се лигнаните, кои што се присутни во лененото семе. И лигнаните е најдено дека како што изофлавоните од сојата имаат медицински, велиме, заштитно, протективно дејство, не дозволуваат да се развие ракот на простата, истото лигнаните го прават кај нас, при што лененото семе и до 800 пати има повеќе лигнани во себе, одошто следниот извор на лигнани во природата. Затоа во Соединетите Американски држави или на други места го нарекуваат супер храна. Лененото семе како една од видовите храна кои што прават чуда, да речеме, условно. Во секој случај, лененото семе позитивно делува врз заболувањата на простатата. Секако, отишле научниците и чекор понатаму. Така. Значи, не е дека само утврдиле дека доколку е присутно во текот на животот, дека веројатноста да се појави ракот на простатата е понизок, туку си го поставиле и обратното прашање. Ајде да видиме сега кај луѓе, кај кои што веќе има диагностициран рак на простата, како ќе делува? Како ќе делува? Има 3 групи на студии кои што би сакал да ги споделам сега.
Првата група на истражување се тие кај кои што било еден месец пред да биде отстранета простатата кај тие пациенти, кај кои што било јасно дека има рак на простата и дека за еден месец од моментот на диагностицирање било утврдено дека треба да се оперираат. Така. И што направиле научниците? Рекле, ајде сега, ако им дадеме на тие луѓе посебен вид на храна, храна со многу малку заситени масти и многу ленено семе, 3 лажици мелено ленено семе на ден, си го поставиле прашањето дали после месец дена, кога ќе ја извадиме простатата и кога ќе го анализираме малигното ткиво, дали ќе има разлики. Направиле 2 групи, едната група со оваа храна, друга група со нормална, да речеме, вообичаена храна и нашле статистичка значајна разлика. Односно дека има нешто што се случува што е различно помеѓу едните и другите. 2 работи биле различни. Прво, стапката на пролиферација, велиме медицински. Така. Односно, колку брзо се размножуваат малигните клетки, зависело од тоа како се хранат луѓето и дали земаат ленено семе. И не зборувам за една, за две, тоа се многу научни студии кои што се правени една за друга во низа. И најдено е дека кај таа група, кај која што било користено лененото семе и изворедно ниска стапка на заситени масти, доаѓа до послаба пролиферација, побавно се шират малигните клетки, но изголемен е моментот на изумирање на малигните клетки, што во клинички услови би ни дало да очекуваме дека нема да се развива толку брзо. Значи да, го има ракот, да речеме, на простата, меѓутоа тие луѓе се и онака во напредна возраст најчесто, така што доколку бавно се развива тој рак, нема да умрат од него. Значи нема тоа да биде причината за смрт. Сега, Боже мој, во еден момент, нели, сите ќе го напуштиме овој свет, но важно е дека во оваа конкретна ситуација, Така. со таа храна може да се намали стапката на размножување на малигните клетки. Тоа е првата група на студии. Втората група на студии која што била правена е кај пациенти кај кои што се прави така наречено редовно следење или будно следење, што подразбира на секои 6 месеци биопсија на простатата и да се види како напредува малигното ткиво, дали има потреба да се извади или е доста само да се следи и на друг начин да се делува. И истиот пристап е направен, ставени на посебен вид на храна, која што е со значително малку заситени масти и со многу ленено семе. На 6 месеци анализите покажале дека стапката на напредување, односно на размножување на малигните клетки, таму каде што се користи таква храна, е значително, статистички значително помала. Третата група на испитување, која што е направена, рекле ај сега да не анализираме нели според патолошките анализи преку биопсија, туку според ПСА. Тоа е тумор маркер кој што се користи кај рак на простата и таму бил постигнат ефект кој што го очекуваме, односно дека дошло до постепено паѓање или барем стабилизирање на ПСА. Тоа се трите видови на студии, групи на студии кај кои што значително се користело лененото семе во комбинација со посебен вид на исхрана и е најдено дека тој тип на малигни клетки и на рак на простата на еден начин одговара, дава одговор на тоа како човек се храни и дали внесува ленено семе. Така. Доктор Митов, би сакала малку да ни кажете збор два за симптомите кои што се специфични кога веќе има некој проблем со простатата. Еве не мора да биде веќе нели она најсериозното канцер, веќе да речеме почнува нешто да се случува, значи некое пореметување, бенигна хиперплазија и така натаму. Што се случува? Значи кои се тие симптоми кај мажите кои што кажавме дека некако мажите се помалку се грижат некако за здравието, затоа и овој месец нели е токму посветен за да се подигне свесноста, меѓутоа сепак да ги посочиме оние симптоми кои што се карактеристични за простатата. Не постојат за жал така наречени специфични симптоми кои што изворедно јасно ќе ни алоцираат дека станува збор токму за рак на простата, но има симптоми кои што укажуваат дека простатата е во прашање. Тука можеме да го кажеме, тоа се разбира, и тоа се симптоми кои што пред се однесуваат на можноста за мокрење или за уринирање. Односно, доколку приметат гледачите проблем со, например, неможност, чувство дека не можат да уринираат, да мократ до крај, или дека млазот на мокрењето е намален,
или дека почесто мократ, или дека стануваат навечер. Значи тоа се неколку низа на симптоми, но сите главно гравитираат околу мокрењето и капацитетот на да се заврши процесот на мокрење до крај. Значи се што е невообичаено, се што е невообичаено, бидејќи до таа возраст луѓето веќе си ги знаат навиките и доколку приметат некакви промени да отидат на лекар. Јас имав за среќа и на пациентот, и мене ми беше многу мило, минатата година случај кога исто зборував на оваа тема во ноември на телевизија и подоцна во декември ми пристапи пациент, го сретнав во мојот роден град во Струмица и ми кажа дека слушајки токму тие симптоми за кои што сега зборуваме дека ги имал, отишол на лекар и испаднало за жал дека има рак на простата, меѓутоа се интервенирало навреме, се оперирало. Тоа е влијанието на јавното здравје. Тоа е убавината, да речеме, помошта на промоцијата на здравјето и на зборувањето на овие теми. Бидејќи знаете, кога работите превентивна медицина или вака јавно кога се обраќате, често пати вие нема да ги видите, нема да ги сретнете тет-а-тет луѓето на кои што на некој начин ќе им помогнете. Од една страна тоа го намалува уживањето во работата, бидејќи да, се случи тоа пак, но кога ќе се случи дополнително ви значи, дополнително ви значи. Да, секогаш е така, нормално дека и нас новинарите кои што ги работиме и ги правиме овие емисии, токму тоа ни е целта, нели, некако да можеме да поттикнеме некои од гледачите кои што можеби помалку се грижал или не знаел што и како со оние симптоми што ги чувствува да направи, да пронајде што е проблемот, па да го реши, нели, се со цел да може да не дојде до некои компликации кои би биле живото загрозувачки, нели. Ајде сега вака да продолжиме, значи говоревме за лененото семе и за тие истражувања, нели, како тоа делува во однос на простатата, во однос на проблемите со простатата. Дали покрај сите овие препораки кои што ги кажувате во однос на на исхраната, дали треба да се зема и онаа терапија која што е пропишана од лекарот во однос на некој здравствен проблем, конкретно или за простатата? Така, апсолутно да. Значи, јас иако работам со животниот стил, со начинот на исхрана, со, да речеме, како дел од терапијата да биде самата исхрана, меѓутоа, како лекар, апсолутно секогаш ги охрабрувам пациентите да ја следат официјалната, конвенционалната медицина, бидејќи не треба да се изгуби ниту еден од потенцијалните модалитети. Впрочем, и методот на мојата работа, јас, например, го основам на лекари кои што го работат истото е во Соединетите Американски држави. Ако го земеме, например, доктор Орниш, кој што силно влие на начинот на кој што размислувам и на начинот на кој што работам со пациенти, доктор Орниш конкретно за рак на простата е еден од пионерите во светот, бидејќи тој ги има откриено овие работи, но сето тоа се работи во комплетна соработка со конвенционалната медицина. Например, тој следел главното негово истражување за кое што зборуваме, дека тој следел група од 90 и нешто пациенти кои што биле паралелно подложени и на следење од уролози, од официјалната медицина. Значи, се работиме партнерски со колегите лекари, но истовремено половина од таа група била подложена на такви интервенции како што се исхраната, физичката активност, здрави суплементи, малку и вежби за релаксација, бидејќи иначе стресот е изворедно важен кај луѓе кои што се соочуваат со оваа состојба. Значи, треба да се научат тие начини како да се менаџира со стресот и не е секогаш така од прва рака или едноставно. И тој го има докажано тој момент дури и квантифицирано дека луѓето кои што биле подложени на неговата програма, има измерено дека до 70% побавно напредува процесот малигната болест кај луѓе кои што се подложени не само на официјалната терапија, на официјалната конвенционалната медицина, туку и на исхраната и на физичката активност и на другите модалитети. Сакам да кажам дека сето ова што го зборуваме е цврсто вкоренето во научни студии. Значи, не станува збор за тоа дека некому му текнало сега, може би е добро ова или може би е добро она, туку сето ова за кое што зборуваме, како што гледате, јас постојано се повикувам на научни студии,
сето тоа е на некој начин проверено, утврдено во релевантни центри и практикувано во Соединетите Американски држави или во други европски земји. Значи, тоа е битниот момент кој што сакам да го нагласам и на почитувањето на официјалната медицина, но и на доверливоста дека сето ова што се прави и што го зборуваме, не е измислено најмалку од мене или од друг лекар, туку дека е утврдено во научни студии. Токму така. Тука ќе се обратам уште еднаш до нашите гледачи, значи од режија ако не се испишани телефоните можат веќе да ги испишат на екранот. Говориме за простатата, месец на машкото здравје, па доколку нели има некој кој што има ваков проблем, уште еднаш потенцирам да ни се приклучи во нашиот разговор и се разбира да постави прашање до денешниот наш гостина, тоа е доктор Александар Митов. Доктор Митов, од вашата секојдневна работа, колку често мажите доаѓаат кај вас за грижа на нивното здравје? Повеќе мажите се тие што се грижат или жените? Доминантно жените, дефинитивно би кажал. Најголем дел од пациентите дефинитивно се жени. Тоа е... Зошто мажите се некако потешки и те така да реагираат, да малку повеќе посетат внимание на себе? Ќе ви кажам еден интересен податок кој што досега го немам споделено со јавноста. Што е тоа толку што има разлика од мажите до жените? Има два моменти. Мислам дека првиот момент е самата наша општа култура. Значи дека општата наша култура е насочена кон еден мачо пристап, да речеме, каде што да се покаже слабост под наводници не е машка карактеристика и дека тоа тоа повеќе се перцепира како нешто што може би доликува на жените. За жал не е така, нели сум цврсто убеден дека не е така. Меѓутоа и вториот момент, моментот на страв. Значи ајде што има мачо култура да речеме, но го има и моментот на страв кој што е силно присутен општо кај популацијата, но некако се чини дека можеби малку повеќе е застапен кај мажите. Но знаете, кога не одите на лекар, тие стравови и неоправдано растат и дури и да имате мал проблем, голема е веројатноста вие тоа да го хиперболизирате, да го преувеличувате во својата глава и тогаш стравот има, како да речеме, парализирачки ефект. И човек едноставно одбира да чека или тоа да си помине само од себе. За среќа медицината е многу напредната и тука постојано ги охрабрувам луѓето. Значи, не е дека ќе ми најдат нешто. Значи, сега така малку брутално ќе звучи, но што и да има, дај Боже да го најдат порано. Така. И медицината има начин како да помогне. Значи, сепак, на некој начин жените се похрабри од мажите. Можам да се сложам. И постои тоа генерално подобро грижење и за собственото здравје, но и за здравјето на сопруга и за целото семејство. Често пати, знаете, кај мене ќе се јават, например, загрижени сопруги, кои што се јавуваат не за себе, туку за својот сопруг. И ќе ми кажат дека дали има безразлика зголемена телесна тежина, или шеќер, покачен шеќер, дијабет, или нарушени липиди. Често пати сопруги се јавуваат во име на своите мажи, па подоцна ќе ги убедат, па ќе дојдат заедно. Така. Меѓутоа би било подобро, нели, кога секој сам би бил свесен и повеќе би се грижал, нели, сам за собственото здравје. Го спомнавте многу во претходно, нели, во излагањето го споменавте лененото семе како многу важен елемент во исхраната за пациенти со рак на простатата. Зошто и како, впрочем, треба да се користи, да објасниме до нашите гледачи? Лененото семе јас многу пати го зборувам и со право го зборувам и дури често пати кажувам дека ако во еден дом треба да има, нели сега, во еден нормален, вообичаен македонски дом, ако има сол, ако има шеќер, ако има кафе, до нив треба да стои една тегличка со ленено семе, мелено ленено семе. Два моменти би истакнал. Прво, дека треба да се користи лененото семе мелено, бидејќи ако се користи немелено, толку е силна луспата и обвивката, што едноставно ќе помине низ дигестивниот систем и нема да имаме корист од него. Така, нема да се абсорбира тоа. Нема, затоа е многу важно да биде мелено, нели, во машинките на кафе, на било кој начин, да биде добро смелено и да се чува во стаклена тегличка на ладно и на темно, во фрижидер да речеме или на било кое место, да не биде изложено директно на сонце и да не биде на многу топло. И да се прави една количина, да речеме, недела до 10 дена. Толку од прилика да трае
и се зема, зависи дозата сега кај различни состојби, јас тоа го акомодирам според пациентите, просекот е некаде од прилика 2 лажици наутро со голема чаша вода. И низа на здравствени проблеми, од наједноставните, ако зборуваме за еден запек, за една обстипација, за проблем со празнење на цревата, од таму да почнеме како една поедноставна состојба, па се до рак на дојка зборуваме или рак на простата, а измеѓу има една долга низа на здравствени состојби каде што лененото семе може да помогне. Тоа е првото нешто кое што сакам да го истакнам. И второ, честопати се зборува за користење на ленено масло, не на самото семе, но јас сум цврсто убеден дека лененото семе во мелена е подобро. Маслото, за жал, извадено е, екстрахирано е маслото и добро е. Меѓутоа, проблемот е тоа што е тоа под А многу брзо се расипува, лесно се расипува, и под Б не се земаат лигнаните во нивната целосна форма, бидејќи станува збор за растителни влакна, кои што ако вие го извлечете само маслото, нив ќе ги оставите. И мене ми е барем парадоксално од еден толку добар производ, вие да земате нешто што е корисно, ама најдоброто да го оставате и да го давате само тоа што е, да речеме, добро, но не и одлично. Затоа, а и најефтино е, поевтино е. Дури од тој аспект, ако земеме да анализираме, лененото семе е каде не маслото, семето е поевтино и поздраво. И затоа така го препорачувам. Како би требало правилно да се консумира? Еве, споменавте дека е многу корисно не само нели во овој случај, меѓутоа и за многу други заболувања, па зошто да не и превентивно да се користи? Како треба правилно да се користи? Како треба да го земаме на сабајле, на гладно срце? Зошто дали треба со нешто да го промешаме и така натаму? Јас го препорачувам вообичаено наутро. Ако веќе зборуваме за превентивна состојба, една лажица е доволно, една голема лажица е доволно. Може во една волкава чаша вода, значи во една вообичаена чаша вода од 300 мл се промешува и се пие. Важно е да не се почека по некои 5-6 минути, значи брзо да биде испиено, не дека ќе се изгубат здравствени капацитети од тоа колку придонесува за здравието. Меѓутоа тоа има една карактеристика, растителните влакна кои што се во него да почнуваат така да кажам да се лигават малку. Значи станува веќе почнува да не биде непријатно за пиење. Ќе биде непријатно за пиење. Значи истото тоа кое што има корисни работи кои што да речеме го обложува дигестивниот систем. Истите тие карактеристики се позитивни во стомакот, меѓутоа на самото пиење може да ни биде непријатно. И заради тоа им кажувам на пациентите вообичаено од оваа почетна основна доза на превенција на добро здравје. Инаку ќе заборавев да кажам, истовремено е и извореден извор на омега-3 масти. Корисен за масти, холестерол. За холестеролот, за срцето, за низа други работи. Сите артерии. Затоа велам дека покрај каде стои нели сол, шеќер, кафе, треба да стои и мелено ленено семе во секој дом. Така, а кога станува збор пак за проблемите со простатата, како тогаш треба да се консумира? Има ли некое посебно правило? Тогаш дозите се повисоки, дозата е повисока и тогаш се препорачуваат дури и до 3 лажици, меѓутоа треба да тогаш 3 лажици може да се поделат во 2 чаши вода, за големи лажици и тогаш 3 чаши наутро, на гладно, но тогаш 3 лажици се поделуваат во 2 чаши вода, бидејќи ако го ставите одеднаш 3 лажици во чаша вода, брзо ќе ја земат водата и ќе набабрат. И ако нема доволно вода, може да го дадат спротивниот проблем, може да се водат кон запек. Значи, му треба многу вода за убаво да набабри и убаво да помине низ цревата. Затоа е важно, веќе ако зборуваме за оваа терапевтска доза од 3 лажици за кај пациенти со проблем со простата, се дава во оваа повисока доза, над тоа вообичаено не се препорачува. Говориме за ракот, меѓутоа кога станува за бенигна хиперплазија, дали може исто да се третира со храна и да се реши проблемот? Најдено е, не се правени докрај студии кои што ќе ги разграничат дозите, да речеме како во овој случај, но корисен е ефектот и таму. Таму нема толку јасни студии кои што докажуваат еве вакви бенефиции, дали 70%, значи толку не е мерено, не е квантифицирано, но сепак и во таквата ситуација поволноста за органот, за простатата, влијанието на лененото семе и лигнаните кои што ги има во себе е докажан и кај таквите промени, и кај бенигната хиперплазија. Но таму студиите не отишле толку докрај, интересот не е толку голем, бидејќи се разбира интересот секогаш повеќе го влечат потешките болести како што е ракот на простата, таму има повеќе интерес да се најде чаре.
Постојат ли други начини за зајакнување на имунитетот воопшто кога станува збор за малигните заболувања? Нашите... Бидејќи, се извинувам што ќе прекинам, секогаш кога говориме за сите заболувања, па и најтешките малигните, некако, можеби луѓето не се свесни дека се што ние внесуваме, како храна, или како консумирање на се во текот на денот, тој текако влијае врз нашето здравје, а посебно кога веќе имаме некој здравствен проблем, да не кажам, кога станува збор за малигните заболувања. Па би сакала малку тука да им посочите колку сето она што ние го консумираме и што јадеме и што пиеме делува и колку може да ни користи за да ги надминеме овие проблеми кога станува збор конкретно за малигните болести. За среќа, влијанието на исхраната станува се повеќе и повеќе доминантно и пред се колегите лекари почнуваат да го сваќаат и да го прифаќаат тој момент, а потоа тоа да се пренесува и понатаму врз општата популација, врз општата јавност. Ги следам случувањата во универзитети во повеќе земји во светот. Во универзитетот во Калифорнија, Сан Франциско, следев предавање на професор по онкологија, кој што од минатата година е предавањето, и професорот тоа предавање го започнува на следниот начин. Вели, да ми кажеше некој, професор по онкологија, вели некој да ми кажеше пред 5 години дека денеска ќе држам предавање за тоа како храната може да влијае кај малигните болести, јас ќе му се смеев. Значи, само пред 5 години професорот признава дека немало ниту доволно убедување, ни атмосфера, ни наука за тоа дека тоа може да влезе, да стане интегративен дел од општиот пристап. Меѓутоа, станува збор за почитувам професор, ако впрочем е професор на Универзитетот во Калифорнија, Сан Франциско, не е случајна личност, но сакам да кажам дека тој бран сега веќе почнува од таквите земји и од таквите умови и прашање на време е кога докрај ќе се прошири и кај нас. Тоа е првото нешто кое што сакам да го кажам за влијанието на храната и животниот стил кај малигните болести. Второ, за храната и за малигните болести сакам да го истакнам моментот дека Американскиот институт за истражување на рак, светскиот авторитет број 1, значи институција која што истражувањата на рак ги диктира во светот, во 2014 година за прв пат издаде документ каде што поврзува од една страна преживување од рак, значи продолжување на преживувањето од рак, од една страна, а од друга страна со начинот на како се хранат пациентите. Тој извештај е издаден, кого го интересира може да го најде, во октомври 2014 година и се однесува на ракот на дојка. И тие таму даваат 5 препораки, 5 видови на врски кои што ги нашле од науката, од огромен број на студии кои што ги анализирале научниците и стаселе до тие 5 препораки што треба, значи за кај рак на дојка. Но исто така сега веќе се повеќе универзитети го кажуваат во светот оваа конекција и кај ракот на простатата и општо кај сите видови на малигни болести. И уште нешто само интересно ќе кажам пред да преминам на конкретните работи што помагаат. Физичката активност. Баш пред 2 месеци во Чикаго на најголемиот конгрес за рак во светот беше објавена научна студија на која што физичката активност беше уште еднаш потврдено, по кој знае кој пат поред, дека може да ја намали смртноста кај пациенти од рак на конкретно за дебело црево, кој што зборуваме, и до 33%. Знаете, тоа е фантастична бројка. Тоа е многу голема бројка да се намали смртност кај било која малигна болест за 33% и тоа само со физичка активност. Механизмите уште не ни се јасни. Значи, не ни е уште докрај јасно како физичката активност може да е толку моќна и кај 3 вида, и кај дојка, и кај простата, и кај дебело црево, да има силен ефект и продолжување на животот или можеби кај некои случаеви води и до излекување. Не знаеме, бидејќи доаѓа до намалување на смртноста. Некои од нив мора да се должат на конечно елиминирање на болеста. Конкретно, ако зборуваме за имунитетот, нашето тело не е безпомошно. Значи, ние можеме да се бориме со малигните болести и успешно се бориме најчесто, бидејќи не цела популација завршува со малигни болести, како што знаеме, но има некои работи кои што можеме особено да ги внесуваме во исхраната и да си помагаме на тој начин. Ако зборуваме сега за овој период за брокулата, за сулфурафанот,
Тоа е една супстанција која што е најдена дека навлегува во метаболизмот на малигните клетки и го нарушува истиот. И помага. Тоа е прво. Второ, ако зборуваме за куркуминот, има многу студии кои што турмерикот или куркумата, или куркумин, како да се нарекува, истото е тој зачин, може да навлезе во процесите на метаболички процеси на развој на малигните клетки. Тоа е второ. Трето, поттикнување на имуниот систем преку така наречените бета-глукани. Бета-глуканите се присутни во печурките. Кај различни видови на печурки, да не навлегувам во детали, различно ги има, но и печурките е најдено дека преку студии, ако се земаат одреден период, доаѓа до еден вид на надразнување на имуниот систем, не знаеме зошто, и до зголемување на неговиот капацитет за ако ги најде малигните клетки да ги елиминира. Толку се силни имуномодулатори некои од печурките, што дури не се препорачуваат или се забрануваат кај пациенти со трансплантиран орган, кои што веќе примаат одредена терапија за да не биде исфрлен тој орган, да се држи имуниот систем под контрола, што дури кај тие пациенти некои видови на печурки се контраиндицирани, бидејќи до толку може да го букнат, да го расплантат имуниот систем, да тој го отфрли трансплантираниот орган. Сакам да кажам дека науката тука оди рапидно напред, бројот на научни студии се повеќе и повеќе и дефинитивно би заклучил дека имуниот систем е под влијание на нашата исхрана. И витаминот Д, но немам време да го објаснам. Само кусо, бидејќи ме интересира, обично млечните производи некои ги посочуваат како добри, а некои како можеби поттикнувачи на конкретно, ако зборуваме веќе за рак на простата, така, дали се тука, добри или лоши? Тие се спомнуваат дека прават проблем, значителен проблем, бидејќи во себе содржат многу заситени масти, а заситените масти не само што влијаат на кардиоваскуларното здравје, не само што влијаат на плодноста кај мажите, туку и кај неколку видови на рак не е најден медицински велиме каузалитет или поврзаност причинско-последична, но е најдено дека ако се користат, ако се присутни во исхраната заситените масти над тоа што е препорачено, дека го влошуваат прогресот на болеста, дека придонесуваат болеста, малигната болест многу побрзо да напредува. Па еден од заклучоците што го спомнав на тој извештај од Американскиот институт за истражување на рак за кај рак на дојка, еден од 5 заклучоци е токму тоа: намалување на внесот на заситените масти. А заситените масти ги има во месото, во млекото, во млечните производи, во сирењето особено многу, во путерот и во јајцата. И затоа кај луѓе кои што го имаат овој вид на проблеми, јас препорачувам да се елиминираат или силно ограничат овие производи. Ништо од ова не може да му наштети на пациентот. Значи, првиот принцип на медицината е запазен, примум нил ноцере, најнапред да не наштетиме. Значи, нема да му се направи штета на пациентот, а ако испадне дека тие научни студии се во право, како што јас сум цврсто убеден дека се, тогаш сме му помогнале на пациентот. Така. И како за крај, доктор Митов, еден совет до посилниот пол од вас? Што би кажале? Совет е своето здравје да го сваќаат како една вообичаена тема, која што не треба да се става под тепих, не треба да се пренебрегнува, треба да се оди на лекар, да се прават редовни контроли и да се нема страф од медицината. Конкретно за простатата, после колку години веќе треба да се појде без да се чувствува некој проблем? Од 60-та година нагоре нема да биде штетно, нема да биде лошо ако поразговараат со својот матичен лекар на таа тема. Матичните лекари се извонредно важна алка во здравствениот систем, треба да се почитуваат многу повеќе можеби отколку што вообичаено се почитувани и прифатени, и пациентите редовно треба да се консултираат со својот матичен лекар на сите теми, вклучително и на темата на рак на простата. Ви благодарам за денешното гостување и за вашето убаво излагање и за многуте информации кои што ги споделивте со нашите гледачи, па се надевам во некое следно издание повторно, бидејќи навистина има што да кажете кога станува збор за сето она грижа во однос на здравјето, меѓутоа и во однос на секојдневната исхрана, како ние сето тоа убаво да го подредиме, за да биде се во ред со нашето здравје. Ви благодарам. Ви благодарам вам. Почитувани гледачи, тука некаде ќе ве поздравам и јас за денес. Се надевам дека многу убави и корисни информации доктор Митов денес достави до вас, посебно кога станува збор за посилниот пол. Секако, ако има некој од вас кој што сака да добие комуникација со доктор Митов,
веќе може да се јави во нашата телевизија утре, после 8:30 ќе го добие бројот и ќе може да искомуницира директно со него. Ви благодарам уште еднаш за вниманието, се надевам дека се гледаме повторно за 7 дена во исто време, а до тогаш вие останете во убаво расположение и имајте добро здравје.